Повисоки финансиски давачки имаат граѓаните на име данок на имот за 2016 година. Овластените разнесувачи кои ги ангажираше општина Кочани од пред 2 недели им ги доставуваат сметките во кои се впишани повисоки суми во однос на претходните години. Иако немаат промени, односно зголемување на имотната состојба, граѓаните треба да платат по неколку стотини денари повеќе од лани, што остава отворени прашања за причините за повисоките давачки. Предпоставките дека се работи за некаква грешка ги ставаат во дилема дали да ги платат таквите сметки или да побараат објаснување од надлежните. Сепак, од општинската администрација велат дека се е според законските прописи и не станувало збор за грешка или своеволно зголемување на даночните обврски. Прашање до градоначалникот за зголемените сметки за данок на имот имаше и на последната седница на Советот, на која тој рече дека порастот бил символичен, а сметките морало да се платат. Јас уште еднаш ќе повторам дека се зголемени за 2016 година заради законската обврска за вметнување на градежното дворно земјиште. Кај оние кои што имаат двор, значи кај оние кои што и тие се мошни минимални, символични од 2 до 5% се, во зависност од величината на дворното место кое што го имаат. Оние кои што живеат во стамбени објекти, знаете дека немаат зголемување. Податоците од општинската администрација во поглед на финансиската дисциплина на граѓаните покажуваат високо ниво на одговорност. За минатата година од нив биле наплатени сите побарувања за данок на имот, па дури имало и надфрлање од 7%. При тоа во општинскиот буџет по овој основ се слеале околу 190.000 евра, па граѓаните со право очекуваат локалната самоуправа да се реваншира и да ги реализира ветените нови капитални инвестиции и да создаде подобри услови за живење.